Ви благодарам на сите што дојдовте. Почитуван министер за економија, господин Крешник Бектеши, почитуван амбасадор на Соединетите Американски држави во Република Македонија, господин Джес Бейли, почитуван представник на компанијата која што е имплементатор на проектот, господин Латиф Самир, почитувани представници на USAID, почитувани директори на енергетските компании, почитувани дами и господа, почитувани медиуми, ми представува денеска особена чест и задоволство што можам да бидам присутен на потпишувањето на овој договор кој што е практично решението и помошта за решавањето на енергетските проблеми во Република Македонија. Како што знаете, Република Македонија имаше обврска веќе во 2014 или 2015 година да ја приспособи својата законска легислатива во рамките на енергетиката согласно легислативата на Европската Унија, но тоа за жал не беше направено и почна да се прави со усвојување на Законот за енергетика, кое што беше направено во мај 2018 година. Сакам да кажам дека ова немаше да биде возможно без помош на USAID, кој што уште еднаш покажа дека американската влада и USAID се големи пријатели на македонскиот народ и тие издвоија средства од својот буџет за да ни помогнат во креирањето пред се на овој закон, а покасно и сега веќе во тек креирањето на 80 подзаконски акти кои што произлегуваат од овој закон. Овие подзаконски акти се во тек на креирање и тие треба да бидат креирани во соработка дел од нив со Регулаторната комисија за енергетика, дел од нив со Министерството за економија, еден дел со операторите на пазарот на електрична енергија, операторот на преносниот систем МЕПСО и операторот на дистрибутивната мрежа ЕВАНА. Сакам со задоволство да кажам дека сите тие во моментов согласно динамичкиот план што беше зацртан ги исполнуваат своите обврски. Сите тие ја спремаат оваа легислатива и можам да кажам дека таа ќе биде завршена согласно предвидените временски планови и ќе овозможат пред се од една страна да направат заштита за граѓаните на Република Македонија во поглед на цената на енергенсите, пред се во цената на електричната енергија, а од друга страна да овозможат развој на обновливите извори на енергија во кој што Македонија мора да биде посветена, бидејќи тие се основниот извор на енергија кој што го имаме во иднина како домашен извор на енергија, додека за сите останати енергенси Македонија ќе биде нормално и понатаму еден добар дел увозно зависна. Јас ја користам оваа прилика пред се на сите учесници, на консултантите кои што беа платени од страна на USAID, на компанијата која што е имплементатор, на Американската амбасада и на Соединетите Американски држави генерално, да им се заблагодарам за помошта која што ни ја дадоа, за одлично завршената работа до сега и работата која што допрва треба да биде завршена во рамките на овој договор и да посакам дека после апсолутното завршување на сите документи ќе имаме една посветла и подобра иднина од енергетски аспект во Република Македонија. Ви благодарам на сите на вниманието и останувам за прашања доколку покасно има потреба за тоа. Благодарам. Почитуван подпредседател на владата за економски прашања, доктор Андјушев, Your Excellency, Ambassador of the United States of America, Mr. Bailey, почитуван господин Латиф, почитувани представници на USAID, почитувани присутни. Значи, како што спомна и вице-премиерот, и за мене е големо задоволство што денеска имаме прилика да подпишуваме два меморандума со USAID, што се однесува до соработката меѓу Министерството за економија и владата како целина со USAID, имајќи го во предвид нашата соработка во делот на енергетиката. Како што сите се запознаени, ние како Министерство за економија, но истовремено и како влада, во одлична соработка со кабинетот на вице-премиерот, но и со другите надлежни институции во државата, во одлична соработка со USAID, сработивме нов закон за енергетика која беше обврска за Република Македонија и за владата да го спроведе од 2014 година и веќе тој закон за енергетика е усвоен во собранието на Република Македонија.
Имајќи го во предвид дека моментално работиме во подзаконските акти, но истовремено работиме и во други делови во соработка со USAID и со други институции за овој закон да не биде ставено само во писмо, но да почне и да се спроведе во Република Македонија, ние очекуваме дека до крајот на годината ќе ги завршиме овие обврски и сите граѓани на Република Македонија, но истовремено и други и компаниите ќе имат можност од наредната година да го гледат добивките од новиот закон за енергетика. Јас нема да должам многу, сакам само за да им се заблагодарам на амбасадата на САД во Република Македонија за одличната соработка, а најмногу да им се заблагодарам и на граѓаните на Соединетите Американски држави кои преку USAID ги делат средства за државите кои се во развој како Република Македонија, за и ние да станеме дел од Европската Унија и да спроведеме закони што ги донесува Европската Унија, а со тоа да го интегрираме не само енергетиката, но и современо да се интегрираме и како држава во институциите каде и сме почнале да одиме кон. Јас сега ќе се обратам и на албански јазик, претендеруар të pranishëm. Për mu është një kënaqësi shumë e veçantë që pikërisht sot ndodhem këtu për të nënshkruar 2 memorandume bashkëpunimi me USAID-in, një memorandum bashkëpunimi sa i përket zhvillimit regional të tregut energetik, po njëkohësisht edhe një memorandum bashkëpunimi të cilën Komisioni Rregullator për Energjetik do të nënshkruaj sa i përket ndihmës në plotësimin e reformave në sektorin energjetik në Republikën e Maqedonisë. Siç edhe e kemi cekur herët e kaluara, Republika e Maqedonisë ka pas obligime ndaj komunitetit energjetik që nga viti 2014 të implementojë direktiva dhe regulativa që dalin nga Komisioni Evropian, andaj ne këtë vit arritëm që të miratojmë një ligj të ri për energjetik, ku të gjithë qytetarët e Republikës së Maqedonisë do të kenë mundësinë që të furnizohen me energji elektrike në një treg të hapur. Andaj, unë dua të shfrytëzoj këtë rast që të faleminderoj të gjithë qytetarët e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, ambasadën e Republikës së Amerikës, po njëkohësisht të faleminderoj edhe USAID-in në Republikën e Maqedonisë, të cilën ndajnë mjete që edhe Republika e Maqedonisë të ketë ligje dhe rregulla, por njëkohësisht edhe akte nënligjore të cilat janë në përputhshmëri të plot me rregullativat e Bashkimit Evropian. Edhe njerë ju faleminderit dhe jam plotësisht i bindur që bashkëpunimi me USAID-in dhe me ambasadën e Amerikës do të vazhdoj edhe në muajt edhe vitet në vijim, me të vetmin qëllim që të krijojmë një legjislacion dhe të implementojmë politika të cilat janë në përputhshmëri të plot me Bashkimin Evropian dhe me shtetet e zhvilluara në botë. Ju faleminderit. Благодаря много. Заменик председател на влада Андјушев, министер Бектеши, председател Беслимовски. Дами и господи, големо задоволство да ги представувам Соединетите држави тука по подпишувањето на меморандумите за соработка и разбирање меѓу владата на Македонија, USAID и регулаторната комисија. Транспарентните и конкурентните енергетски пазари се витални за домакинствата, индустријата и економијата. Сигурната снабдување на енергија е можна со разновиден микс на енергетски извори како што се ветар, соларна енергија, природен газ и фосилни горива. И тука вклучува бројни набавки на енергија. Разновидниот енергетски микс обезбедува енергетска сигурност за државата. Оваа соработка меѓу проектот на USAID за развој на регионални енергетски пазари и владата на Македонија, енергетската регулаторна комисија, ќе овозможи на Македонија да обезбеди разновидна и конкурентно енергетско портфолио. Тоа ќе помогне на владата на Македонија да го согласи и другите министерства, националното енергетско законодавство со енергетските регулативи и директиви на Европската Унија. Неодамна усвоениот закон за енергетика, развиен со помош на USAID, и помогна на Македонија да
го напреди усогласувањето на енергетските политики и регулативи на ЕУ. Новиот закон за енергетика обезбедува правна рамка за транспарентна, конкурентен и разновиден енергетски пазар, целосна либерализација на пазарот за електрична енергија во Македонија и интеграција со регионалните енергетски пазари и подобри енергетски услуги за домакинствата и индустријата. Што тоа значи? Едноставно. Следната година домакинствата и малите бизнеси за прв пат ќе имаат можност да изберат снабдувач на електрична енергија. И ова разновидност на снабдување ќе ја зацврсти безбедноста, енергетската безбедност на Македонија. Ова ќе стимулира инвестиции во обновливи енергии, ќе го зголеми производството на електрична енергија преку обновливи извори, тоа ќе значи чисто, одржливо домашно производство на електрична енергија. И тоа ќе зголеми сигурноста на снабдувањето со енергија за домакинствата и индустријата во Македонија. Сакам да им аплодирам на посветеноста на владата што ги следи европската агенда и целосното спроведување на реформите во домашниот енергетски сектор, како и секогаш Соединетите Американски држави се вашиот партнер во овие напори и ќе продолжат да бидат во иднина. Затоа ви честитам на сите за вашата посветеност за безбедување на безбедноста на енергијата во Македонија и државата. Ви благодарам многу. Почитувани присутни, најнапред би сакал да ја изразам огромната би сакал да се заблагодарам на огромната помош која што е пружена на Регулаторната комисија за енергетика во изминатиот период, а која што ќе следува во наредниот период со овој проект кој што се реализира во еден дел и во рамките на Регулаторната комисија за енергетика. Како што кажаа и претходните дискутанти, Законот за енергетика, кој што е целосно согласен со третиот енергетски пакет и со кој се затвори спорот кој што го отвори енергетската заедница против Република Македонија, се донесе кон крајот на мај 2018 година. Но најбитниот дел, имплементацијата на овој закон за енергетика, подразбира и носење на подзаконски акти кои што треба да дојдат кои што ќе се однесуваат и на работата на компаниите и на регулираните пазари, но и на слободниот пазар на електрична енергија и на природен газ. Регулаторната комисија за енергетика веќе, а и во наредниот период, треба да усвои или да одобри повеќе од 40 подзаконски акти кои што треба да овозможат правично и транспарентно функционирање на пазарите на енергија во Република Македонија. Во изминатиот период, Регулаторната комисија за енергетика веќе ги усвои најбитните подзаконски акти од областа на електричната енергија, кои што беа од клучно значење за да и владата на Република Македонија го распише тендерот за избор на универзален снабдувач со електрична енергија. Веруваме дека со оваа подзаконска регулатива, која што е веќе усвоена од страна на Регулаторната комисија за енергетика, ќе има повеќе заинтересирани снабдувачи со електрична енергија. Исто така, со подзаконската регулатива од областа на електричната енергија, која што веќе Регулаторната комисија за енергетика ја усвои, правото за заштита на потрошувачите се издига на далеку повисоко ниво отколку претходно, особено на категориите на така наречените ранливи потрошувачи. Во наредниот период, Регулаторната комисија за енергетика, во соработка со USAID, ќе продолжи и консултантите кои што работат на овој проект, ќе продолжи да ја усвојува целокупната потребна подзаконска регулатива. Искуството во работата со господинот Самир Љатив, со Славе Ивановски, со Александар Дединец, со Дарко Јаневски, со Марија, и се извинувам ако испуштив некој, се разбира и со господјата Марга Липовска, е прекрасно и внесе нова енергија и нов начин на работа и во Регулаторната комисија за
енергетика. Уште еднаш, од се срце, ви благодарам за вашата поддршка и за досегашната помош што ја дадовте до Регулаторната комисија за енергетика. Ви благодарам.